ВМРО ДПМН повторно се соочува со внатрешни несогласувања за клучни партиски политики. По разрешувањето на заменик генералниот секретар Петар Богоевски се јавува нова можност за внатрешни промени на раководната структура. Поделби, па дури и расколи во историјата на ВМРО ДПМН се познати уште од самото основање во 1990 година. Една година подосна се формира втората партија со презнак ВМРО, но со додавката Демократска партија, предводена од Владимир Голубовски. Причината за разидувањето со Георгиевски и останатите основачи беа обвинувањата за наводна соработка со тогашната служба за државна безбедност. ВМРО ДПМН подосно успева да ги консолидира своите редови и во 1998 за прв пат да формира политичка влада по независноста. Сепак партиската идила не трае долго. Едниот судир настанува неколку години откако Трајковски победува на претседателските избори и потоа ги заладува односите со премиерот Георгиевски, во што има своји подржувачи како Доста Димовска, помилувана во 2003 година за аферата Големото уво. Димовска подосна формира и своја партија ДРУМ, заедно со Аце Миленковски, Ристо Тошев и Горан Рафаиловски. Вториот судир во ВМРО ДПМН доаѓа од самата нивна пратеничка група. Во 2000 година имаше неуспешен обид за рушење на владата на Георгиевски и формирање ново парламентарно мнозинство кое би го поддржало Бранко Црвенковски. Жртва на оваа пресметка е министерот за одбрана Љубен Пуновски, кој подосна е разрешен. Фракционерите од Вистинска, предводени од Борис Мековски, се враќаат во прегратките на ВМРО ДПМН во 2006 година. Тогаш партијата и се враќа на власт. Со внатрешните поделби се соочи и Никола Груевски. Најдраматични сцени имаше на фамозниот извршен комитет во хотелот Панорама, со закана и од оружје од незадоволните членови меѓу кои Георгиевски и Бошковски. Партискиот гранит на Груевски прв почна да го руши Маријан Ѓорчев, кој му беше единствен противник на партискиот конгрес во Охрид. Тој ја формира земјоделската партија, а меѓу гласноговорниците беше и актерот Тони Михајловски, подосна поддржувач и на Обединети за Македонија. Ѓорчев има голема улога и во помирувањето на десницата, со што во 2006 година ја укинува својата партија. Членството го враќа во ДПМН и станува градоначалник на Кисела Вода. Во тој период и ДРУМ се распушта за да направи трансфер назад во ДПМН. Груевски пловеше по мирни внатрепартиски води со крупното обединување на повеќе партии кои произлегува од ВМРО ДПМН, а со тоа ги стиши поголемите критики за неговото авторитарно владење кои доаѓа од самата политичка десница. Второто големо помирување се случува во 2012 година. Најпрво Филип Петровски, по кратката авантура со неговата партија Демократска десница, се враќа во ВМРО ДПМН, за што е награден со повеќе директорски функции. Камбек прави и огромен дел од силната народна партија. Критичарите на Груевски по неуспешниот настап на изборите во 2012 година се нови негови силни поддржувачи. Александар Ѓоргиев станува владин портпарол, Спиро Ристовски министер за труд и социјална политика, а позиции добиваат и Валентина Божиновска, Маријан Додовски, Караджовски, Паско Кузман, Весна Јановска и многу други. Големи главоболки на Груевски му задаваше брат Љубе, кој по враќањето од Хаг не добива поддршка за претседателска кандидатура која оди во рацете на Ѓорги Иванов. Сепак бунтот на Бошковски завршува со неговото апсење на ден по изборите во 2011 година. Тоа ги мотивираше неговите блиски соработници како Наталија Ивчева да направат обид за згаснување на Обединети за Македонија и незино претопување во ВМРО ДПМН. До 2017 година, како фракционери, делуваат Јове Кекеновски, кој никогаш не се врати во високите партиски кругови. Силно се позиционира и реформаторите, меѓу кои Александар Михајловски, Костадин Богданов, Петар Богоевски, кои сака да ја променат партијата внатрешно со барање за нов статут кој се уште не е усвоен. Делувањето на реформаторите лани предизвика разрешување на повеќе претседатели на општинските комитети на партијата. Компромис се постигнат по Валандовскиот конгрес кога реформаторите не се противуваат на изборот на Мицковски за претседател на ВМРО ДПМН, а дел од нив влегува во раководните органи. Мицковски се уште не се соочил со раскол со магнитуда на неговите противници, но постои голема можност за раздалечување во партијата. Едната струја бара таа да ја задржи прозападната ориентација и да преземе одговорност, додека пак другата го бойкотираше референдумот и се противи на Преспанскиот договор.